За да се спроведе експериментот, потребно е да имаме разреден газ, во случајов тоа е жива. За да живата премине во гасовите состојба, потребно е да се одржува оваа номинална температура од 175 степени, па поради тоа со печката ја загреваме живата и оваа номинална температура се одржува 10-15 минути. Потоа се преминува во PC режим на работа на инструментот и се снима волтамперската карактеристика. Целта на овој експеримент е да одредиме колкава енергија е потребно на живата за да премине во возбудена состојба. Овде има катодна цевка и електроните кои што се емитуваат од катодата се судираат со атомите на жива. При тоа, доколку има доволно енергија, таа енергија ми ја предаваат на атомите на жива и тие преминуваат во возбудена состојба. При премин во основна состојба емитуваат фотони со определена бранова должина, која што може да се определи. Овде е снимена волтамперската карактеристика, каде што имаме пат на анодната струја. Тоа е поради тоа што електроните немаат доволно енергија да стигнат од катодата до анодата. Како што може да се забележи, разликата помеѓу два соседни максимуми и два соседни минимуми на кривата е приближно иста и таа одговара на енергијата што е потребна на живата да премине во возбудена состојба. Со определување на оваа разлика, делта U, може да се определи енергијата која што е потребна. И преку тоа може да се определи брановата должина на фотоните.